Со тензија, обезбедување нервоза и обвинувања за нереgularности, денес се избираше ново раководство на штипските пензионери. Еве денеска дојдовме за реизбор на председател на пензионерите на град Штип. Меѓутоа дојдовме зад затворени врати. Причината се знае и наредба, од кој е дал наредбата на обезбедувањето, ние како пензионери не можеме да влезем. Зошто имаше толку многу незадоволство? Ништо не е регуларно у целата постапка. Почнувајќи од изборот на делегатите, у секоја местна заедница се водеа од другите местни заедници за гласање. Јас сум од автокоманда 4. Ја дојдовме тука само да дам образложение дека незаконски у нашата населба бе спроведено гласањето. Еве 44 се тука запишани. Јас сум од Тошо Арсов. Они доведеа од кај циганското школа човеци, прибидејќи малку со Дисар и од центар тука, што припаѓаме ние, доведеа с нам од циганското школа, одма по циганското школа седе. И се е лажно. Нема ништо регуларно. Никаде не сум видел таква хајка да се води. А он плюс тоа, преку 3 месеца не е меродавен председател, изменато му е роко. Подпишува сметки, што не смее, треба да биде овластен. Освен меѓу членовите на Сдруженијето, незадоволство имаше и меѓу делегатите, па некој од нив седницата пред време ја напуштија. Ја не можам да се помирам, делегати да се бират у собрание секоја чест на секого, али со полиција, во е испод секоја критика, ма каква демократија, ние пензионерите треба да бидеме пример у оваа држава како треба да течат едни демократски избори, регуларни, од причина што ова што го видов на оваа седница на конститутивна, прво не ми дават до збор да дојдам, се наместено. Барав извештај за работењето во претходните 4 години. Нема никаде. Дават ми објаснување дека со завршната сметка ќе се даде извештај за работење. Тоа ќе биде за 2014, за другите години кога ќе биде. Така да демонстративно ја напуштам седницата и не можев да се воздржам понатаму. Без оглед на ова избрано е ново раководство, а Михаил Василев со поддршка од сите 33 делегати доби нов мандат. Ние денеска седницата например малце да биде во затворена форма, бидејќи има една група луѓе кои сакат насилно малце каде се најдат во некоја ситуација, реметат го редо и на тоа и затоа бараме ваа седница да биде затворена, а ете за јавноста што тука сме се што треба ќе кажеме. Од друга страна, незадоволните пензионери најавија дека нивниот гнев нема да заврши само денес и само во просториите на пензионерското здружение.